Почитувани сограѓани, драги медиуми, денеска заедно со Александар Крстевски, раководител на секторот за култура и спорт општина Куманово, ќе одржиме прес се со цел да ви информираме што ќе се случува деновиве во Куманово, поточно да ви ја презентираме новогодишната културно-уметничка програма. Ова новогодишна културно-уметничка програма е во организација на Фондацијата за култура и спорт и секторот за култура и спорт општина Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово. Со ова културна уметничка програма новогодишна започнуваме токму денеска 19 декември, каде ќе имаме еден новогодишен вечерен музички концерт насловен како и повторно Евергрини, со почеток во 19 часот во Занечискиот дом, влезот е слободен, а на овој концерт ќе настапат познатата Лидија Кочовска, Владко Груевски, познат македонски оперски пејач и Андри Наунов пијано. На 24 декември ќе ни гостува алтернативен театар од Пишани од Скопје со своја детска новогодишна представа Добриот и лошиот Дедо Мраз. Ова представа е за деца од 3 до 12 годишна возраст. Представата ќе започне во 13 часот во Занечискиот дом и влезот е слободен. На 26 декември кумановчани ќе имат можност да уживат во хуморот и сатирата во стендап од нашиот актер Жарко Јовановиќ. Почеток 19:30 часот во Занечискиот дом, влезот е слободен. За наредните настани за 27 декември и 28 декември ќе ви објасни најави раководителот Александар Крстевски повели. Благодарам, поштована директорка. Најпрво благодарност до медиумите што секогаш доаѓаат и ги презентираат сите наши активности од општината, бидејќи без вас луѓето, тоест граѓаните на општина Куманово нема да бидат информирани. Ние почнувајќи од претходната година видовме дека има интерес од нашите кумановчани на 27 и 28 да бидне новогодишните обезлежување на новогодишните празници во 2 дена и со тоа што 27 декември го поделивме во 2 дела и тоа првенствено првиот дел ќе биде со почеток од 12 часот, каде што ќе имаме програма за нашите најмили, каде што ќе имаме Дедо Мраз, маскоти, делење на пакетчиња, новогодишни колачи, топло вино, но тука би сакал да потенцирам овој дел ќе ни помогнат две компании, тоа е обезбедувањето Магнум и Етно село Тимчевски, каде што нивните прослави со вработените ги пренасочуваат за пакетчиња за најранливите категории. Со ова упатувам апел до останатите општествени одговорни компании да може да се приклучат кон овакви акции. Исто така, после одржување на првиот дел со DJ Томи, имаме вечерен дел каде што ќе настапат наши локални артисти, а тоа ќе биде групата Мираж, групата Нема назад, Ајман, Едно дете, Ламарио и нашиот, да не кажам, идол на младите и на веќе возрастните, Лука Чомбе. И со тоа 27 го затвараме, што се однесува до 28 со почеток од 16 часот на плоштадот во Куманово ќе имаме целодневен новогодишен концерт, каде што ќе настапат Мартинијан Кириловски, групата Пепердмин и на крај ќе го завршиме со увертива на Антонија Гиговска. Со тоа ќе ја завршиме новогодишната магија во Куманово и исто така ги повикуваме сите наши сограѓани да дојдат да се забавуваат во новогодишната музика и да уживаат во неа. Исто така би кажале дека за прв пат оваа година, после неколку години, организираме новогодишен базар, каде што ќе имаме надвор куќерки, каде што можат нашите кумановчани да купат новогодишни честитки, да се напијат топло вино и да уживаат на новогодишните подароци. И исто така, општина Куманово, како и секогаш и оваа година, прогласува најдобар полицаец за 2025 година и најдобар пожарникар за 2025 година. Доколку имате некакви прашања, ви стоиме на располагање. Ви благодарам.